Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фолк Расмусен соопшти дека Алијансата извршила успешно тестирање на системот за противракетна одбрана на Европа. Со ова го започнуваме прегледот на најновите вести. Првиот човек на Алијансата во напис за Wall Street Journal напише дека штитот за противракетна одбрана ќе биде ограничен, но оти неговиот развој ќе го одбележи првиот вистински чекор кон покривање на територијата на сите членки на НАТО во Европа. Тој повлече заканата од балистички проектили и нагласи дека 30 држави поседуваат таква технологија. Русија се противи на системот, тврдејќи дека е закана по незината безбедност. Интернет компанијата Yahoo има четврти раководител за помалку од 4 години. Откако првиот човек, Скот Томпсон, ја напушти компанијата среде контроверзата за неговите академски постигнувања. Yahoo во неделата го назначи Рос Левинсон, досегашен директор на глобалните медиуми, за привремен директор на компанијата. Голем собственик на акции на Yahoo го обвини Томпсон за лажење за неговите квалификации, наведувајќи дека имал диплома за компјутерска наука, што не било точно. Во плейоф на преварите во НБА, Лос Анџелес Клиперс ги совлада Мемфис Гризлис со 82-72 и се пласира во полуфиналето од западната конференција. Во полуфиналето се среќаваат со Сан Антонио Спурс во серијата подобар од 7 надпревари. Кевин Гарнет со уште една незаборавна ноќ и 29 поени беше најзаслужен за победата на Бостон Селтикс врз Филаделфија Сиксерс со 92-91 во првиот надпревар од полуфиналето од Источната конференција. Со 1-0 победува и Мајами Хит против Индијана Пейсерс со резултат 95-86. Најгледан филм во САД изминатиот викенд, блокбастерот Одмазници, со заработка од $103 милиони. На второ место се најде Мрачни сенки на Тим Бартон, популарна вампирска сага со инкасирани $29 милиони. Банкарските акции петокот претрпеа шокот како најголемата банка во САД, JP Morgan Chase, објави дека неодамна загубила $2 милиарди во сложена стратегија на тргување, слична на рискантните потези на берзите што ја предизвикаа финансиската криза во 2008. Во јавноста повторно прашање: дали е потребна построга регулатива за финансискиот сектор? JP Morgan е една од најголемите инвестициони банки во светот. Нејзиниот директор, Джейми Даймон, е еден од најголемите критичари на владиниот обид да спречи рискантни финансиски потези. Но петокот, во обраќање до собствениците на акции, призна дека банката можеби презела преголем ризик. Новата стратегија имаше недостатоци, беше сложена, недоволно проверена, лошо спроведена и недоволно контролирана. Ова само ги засили повиците на оние кои го заговараат Вокеровото правило. Наречен според поранешниот председател на Федералните резерви Пол Вокер, концептот предвидува ограничување за големите банки да не може да направат рискантни потези што би ги оштетиле нивните муштерии. Вокер тврди дека рискантното тргување играше клучна улога во финансиската криза од 2008. JP Morgan ги предупреди инвеститорите да очекуваат дополнителни загуби, што предизвика шок на Wall Street. Аналитичарите веруваат дека скандалот ќе се одрази на регулативите не само во САД, туку и во светот. Тим Кондон раководи со одделот за азиски истражувања во финансиската куќа ING Financial Markets. Just as it will in the US and in the Eurozone, these Исто како и САД и еврозоната, Азија нема да биде поштедена од поголеми, построги регулативи. Сенаторот Карл Левин од Мичиген, кој врши притисок за нова финансиска регулатива, петокот изјави дека загубата на JP Morgan е јасен знак за потребата да се воспостават строги, ефикасни правила. Во продолжение на Newsflash, одредени научни истражувања ја истакнуваат здравствената полза од интеракцијата со животните. Домашните миленичињи помагаат на луѓето кои имаат психолошки проблеми, го враќаат оптимизмот кај постарите лица кои ги мачи артритис или хипертензија. Но има и такви научници кои го поставуваат прашањето: дали ваквите студии се валидни? Недостигот на консензус меѓу стручњаците не е пречка за некои собственици на животни да им помагаат на други луѓе на овој начин. Еве еден пример од дом за стари лица во Вашингтон.
Пат Велс започнала да ги посетува сценарите во овој старечки дом на вооружените сили пред повеќе од 10 години. По 11 септември сакав некако да помогнам. Во почетокот таа ги правела посетите сама. Кога научила дека животните можат да помогнат во закрепнување, почнала да го позајмува куќето на пријатели и конечно купила свое, Рика. Таа вели дека влијанието на куќето на станарите во домот било забележливо. Сретнавме жена која не излегувала од соба заради мозочен удар. Кога влеговме кај неа, таа стана и разговараше. Кажа дека не била толку среќна со недели. Посетуваме лица кои ги чека ампутација следното утро и се исплашени, но кога влегуваме има насмевка на нивното лице. Некогаш тоа се лица од медицинскиот персонал, кои се под голем стрес. Имавме лекар кој остава седнува на под и зборува со секој од кучињата. Волонтерите со кучиња доаѓаат во посета 3 пати месечно. Makes me feel it's beautifully relaxed. I like all dogs. They're good friend. Терапевтот Стивен Бривс е убеден дека кучињата помагаат. Certainly the ones with arthritis that have lost the real function of their hands. Особено на оние со артритис, кои изгубиле чувство во рацете, им дава шанса да ги галат кучињата како што сакаат. Помагаат кај хипертензија, ја намалуваат анксиозноста, ги социализира. За некои значат друштво, помалку осаменост. Сето тоа им го прави денот поубав. Изгледа дека има придобивка и за кучињата. Кој куче не сака да биде галено и да е меѓу луѓе? Програмата ја води организација наречена Луѓе, животни, љубов, со седиште во Вашингтон. Има околу 100 вакви групи во САД. А утре во News Flash, дрогата и алкохолот лесно достапни во студентските домови во САД. Ве носиме на Универзитетот Рутгерс во Нью Џерси, истражувајќи го проблемот и во потрага по решение. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во News Flash, абстиненција на универзитетот. Терапија за студенти кои се оправуваат од прекумерна употреба на алкохол и дрога. Гледате во вторник во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател и на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме.